Регионалниот центар за средно стручно образование и обука Ванчо Петошевски во Охрид добива модерен и современ изглед, со подобрени услови за настава, пракса и сместување на учениците. Реконструктивните зафати се очекува да бидат комплетирани кон средината на април и учениците да се вратат на настава со физичко присуство. Со директорот на центарот Маријан Радевски поразговаравме за текот на градежните зафати, што тоа ќе значи за училиштето, дали капацитетите ќе се користат за комерцијална употреба, но и за плановите, приоритетите и учествата на надпревари во периодот што предстои. Директоре, веќе подолг период во училиштето се одвиваат градежни зафати за осовременување на условите како за настава, така и за престој на учениците, па кажете ни што опфаќа целиот проект и што е досега направено. Изминатиот период во регионалниот центар стручно образование и обука Ванчо Петошевски се изведуваат голем број градежни активности со кои што ќе се подобри целокупната инфраструктура на училиштето и ученичкиот дом. Почувајќи од кровот се менуваат азбестниот кров, се променува со нова комплетно кровна конструкција, се поставува енергетско ефикасна фасада, се поставуваат нови подови, се променува столаријата комплетно во училиштето и ученичкиот дом. Електроинсталацијата се променува, значи се менуваат водовод и одводната линија, се уредува партерно училиштето, се комплетираат и внатрешните елементи кои што ќе значат подобрување на условите на учениците кои учат во самото училиште, меѓутоа и учениците кои што се сместени во ученичкиот дом. Регионалниот центар за средно стручно образование и обука преминува во современ сместувачко образовен капацитет. Кажете ни со што ќе располага од услови за настава и пракса па до сместување? Во самото училиште и ученичкиот дом, како што кажавме, се прават голем број на зафати, така да училиштето ќе добие модерен и современ изглед. Почувајќи од самото училиште се доградуваат и кабинети кои што ќе се во функција на практичната настава на учениците и учениците ќе имаат подобри услови за изведување на практичната работа. Во однос на ученичкиот дом се исто така комплетно се доуредува ученичкиот дом кој што има капацитет од 120 ученици и тие ученици кои што ќе престојуваат кои се ширум од Македонија и од југозападниот дел на државата ќе престојуваат во современи и подобрени услови за каде што ќе може да ги обавуваат своите училишни обврски и да работат практичната работа кој што се дојдени учениците нормално и да посетуваат училиштето. Дали сместувачките капацитети ќе се користат во текот на сезоната и за комерцијална употреба? Така, со современувањето на ученичкиот дом и добивањето на подобри услови, ќе можат и ученичкиот дом да работи во комерцијални услови, меѓутоа пред се ќе биде од голема корис затоа што концептот на овој регионален центар е да се одвиваат голем број на обуки, семинари кои што од областа на готварството, на угостителството и туризмот, каде што ученици не само од Македонија и ќе престојуваат и од другите држави, каде што во летниот период кога е слободен домот ќе може да се одвијат разни активности кои што ќе се нормално во функција на подобрување на квалитетот и осовременувањето на образованието. Градежните работи во многу не зависат од вас, но сепак кога очекувате да се заврши со работа? Овие реконструктивни зафати очекувам да завршат до почетокот на месец април, затоа што навистина се прекрај тие градежни зафати и се надам дека учениците ќе почнат да учат во училница, односно со физичко присуство каде што им е местото, односно во самото училиште. Со оглед на навистина обемните зафати, учебната година ја започнавте онлайн, со онлайн настава и тоа се уште трае. Кажете ни, дали за тоа учениците беа информирани и дали можеби имавте некакви негодувања? Така, учениците беа навремено информирани со одлука на Совет на родители, со информација до Министерството за образование. Училиштето работи онлайн и тоа е единствен начин во овој момент каде што може наставата да се одвива нормално, без никаква пречка, непрекинато. Впрочем, сме сведоци дека таква настава 2 години се одржуваше низ целиот свет, така да не е нешто ново, туку е начин каде што учениците ќе бидат нормално активирани и наставата се одржува редовно, без никаков проблем, нормално гледајќи ние од аспект да ги заштитиме во однос на безбедноста, учениците да не се на училиште, бидејќи сите сме сведоци дека се извршуваат тие градежни работи и онлайн наставата се одвива непрекинато
и без никаков проблем. А практичната настава си? Практичната настава, односно учениците каде што си ги посетуваат објектите, каде што извршуваат практичната настава и нормално се посетувани не само и во градот туку и во другите градови каде што доаѓаат учениците, тие си ја извршуваат по ugostителските објекти каде што и таму непречено се одвива таа практична работа. Дали може би имате опомени од некои државни органи, инспекторати и дали им одговоривте? Државниот просветен инспекторат извршува редовни контроли во училиштето и ние во овој момент постапуваме по укажување на државниот просветен инспекторат за воспоставување на настава со физичко присуство. Во разговор со фирмата, односно фирмата која што ги изведува градежните работи, се усогласува динамиката на работа и според нивните укажувања треба наставата да започне во средината на април. Сведоци сме дека на секој чекор има огласи, се бараат келнери, шанкери, готвачи токму од овие образовни профили. Каков е воопшто интересот кај основците да продолжат со школување овде и дали расте од година во година бројот на запишани ученици со оглед на тоа што по завршувањето веќе тие имаат некаков занает, се подготвени да излезат на пазарот на трудот, а веќе доколку сакаат да го продолжат школувањето тука и факултетот за туризам. Во последниве 2 години имаме зголемување на бројот на учениците во однос на запишувањето во прва година. Се надеваме дека тој тренд ќе продолжи понатака и оваа година и следните години. Значи тоа е еден пораст на ученици кои што нормално не само од Охрид, туку и другите градови на Македонија во ова училиште се запишуваат и сме сведоци дека имаме голем недостаток на работна сила во однос на во областа на ugostителството и туризмот. Овие струки што се изучуваат во нашето училиште се дефицитарни на пазарот на трудот, не само во Македонија, туку и во регионот. И се поголем број со наши напори, со напор на заеднички, значи од Министерството за образование преку доделување на стипендиите се зголемува бројот на ученици кои што учат во ugostителско-туристичката струка. Колкава е моментално бројката на ученици, од кои се профили? Моменталната бројка е околу 230 ученици во ова училиште од ugostителско-туристичката струка, значи имаме 3-годишно образование и 4-годишно образование. Дуалното образование и кај нас е застапено во нашите струки. Позитивна страна е што во последните години се доделуваат и стипендиите, меѓутоа и со поголема ангажираност на наставниот кадар и на вклучувајќи ги и работниците од ugostителско-туристичкиот сектор, се трудиме да го зголемиме интересот, меѓутоа и да пласираме што поголем број на ученици кои ќе се од корис на овој сектор кој што, како што кажав, е дефицитарен во последните години назад. Зад вас како училиште се бројни успеси, учества на надпревари. Минатата година бевте организатори и домаќини на Гатус 2023, па кажете ми кои се плановите за следниот период. Ова учебна година продолжуваме со активности во однос на запишувањето на ученици од прва година, каде што наставниот кадар врши презентации по другите училишта, основни училишта, не само во Охрид, туку и во поширокиот регион. Тоа е една кампања каде што се врши привлекување, се објаснуваат струките и нормално тоа допринесува за зголемување на бројот на учениците во прва година. Следната учебна година продолжуваме со учество на домашни и меѓународни надпревари, каде што учениците ќе имаат шанса да си покажат стекнатите знаења во областа на ugostителството и туризмот. И да видат докаде стигнале со своите знаења, да видат докаде се своите врсници во државите каде што ќе учествуваат.